Денешната дискусија по однос на годишниот извештај на Државната комисија за спречување корупција за 2021 година би ја започнала со податокот кој повеќе од јасно говори за сеприсутната корупција во држава и ова не го велам само јас како Жаклина Пешевска и пратеничката група на ВМРО-ДПМН, туку половина од граѓаните сметаат дека корупцијата е присутна на секаде во Македонија. Речиси 2/3 од граѓаните се настават дека таа не се намалува, туку напротив се зголемува. Ова е констатација и на Институтот за политички истражувања, кој после направеното истражување, односно анкета, нотира дека во однос на 2019 година денес граѓаните перцепираат повисок степен на корупција. И овие бројки се всушност показатели или се јасен доказ за фактот дека не се движиме како држава во правилна насока. Секој четврт граѓанин се нашол во ситуација да му биде побарано или да мора да плати или да понуди подкуп за да добие услуга во државата. При тоа судството и јавното обвинителство се најкорумпираните сегменти во општеството и ваков став всушност делат 57% од анкетираните, па следува здравството со 43%, јавната администрација и полицијата со малку под 42%. Мене ми е јасно дека Државната комисија за спречување корупција не треба да оценува работата на судовите, но и тоа како треба да го разгледува коруптивното однесување и постапување на судиите и јавните обвинители и тоа да си стои во овој извештај. Ова упатува на фактот дека ДКСК всушност има премногу работа во оваа држава, каква што ја направија СДСМ и ДУИ последниве години. Значи, не поминува ден без коруптивен скандал, чуден тендер, без вести за судирни интереси, злоупотреби на овластувања, непотизам, сокриени тајни имоти и така натаму. За жал, корупцијата ни навлезе во сите пори и за да се изборите против корупцијата и да се избориме против корупцијата, мора да изградиме силни институции во кои законите ќе важат подеднакво за сите, во институции во кои што ќе има во кои што нема да се чувствува политичка нееднаквост и привилегии за малкумина, за нерасветлување на случаите на корупција кои секојдневно се нижат, наместо да се расплеткуваат, не само што не мрдаме од место, туку уште повеќе се давиме во корупција. Единствената светла точка во овој извештај е податокот дека ДКСК ги надминала проблемите со несоодветни просторни и технички услови, како и тоа дека започнува да се зголемува бројот на вработените, со што се зајакнуваат капацитетите на комисијата. За жал, низ годиниве ние констатиравме дека во институциите имаме пренатрупаност од вработени, но гледаме дека немаме ефикасност на институциите. Тоа покажува дека всушност ефикасноста на институциите не се решава само со вработување нови и пренатрупување нивно, туку кога се има желба и волја да се сменат нештата и работите, тогаш може да се сменат, не е се до пренатрупување на самите институции. Истото важи и за ДКСК. Граѓаните веќе не може да ги трпат незаконитостите и нерегуларностите во работењето на институциите и токму затоа се зголемуваат бројот на пријави од нивна страна, кој е зголемен за 170 пријави повеќе во однос на 2020 година. Значи, тонеме во корупција, при тоа ниска доверба во институциите. Во поглед на човечките ресурси кажав дека има зголемување на вработување, но дека нема ефикасност. Недостасуваат сепак 30 вработени согласно предвидените работни места со систематизацијата, односно имаме само 53% на полнетост на работните места во ДКСК, но институционалното јакнење треба да се работи исто така и на него. Борбата против корупцијата е всушност еден од основните и ако можам да кажам и првите чекори кон Европската Унија, а таков за жал во нашата држава таков чекор и напредок воопшто нема на повидок. Ја имаме во собраниска процедура и националната стратегија за акцискиот план за 2021-2025, што според мене требаше да се разгледува
првично таа стратегија, а потоа да се разгледува извештајот. Инаку ние, за жал, сме сведоци дека имаме институции, дури имаме и вице-премиер за политики за добро владење. Ја би рекла, имаме вице-премиерка буквално за ништо, кои само поменуваат во минативе недели, месеци, но немаат никакви ингеренции да постапуваат, па тога се доведува во прашање и нивното постоење, зошто постојат и трошат граѓански пари, државни пари, кога за жал претходно имавме само 20% степен на реализираност на националната стратегија на спречување на корупција, и тоа во клучните области, како што се вработување, политички систем, органи за спроведување на законот, здравството, образование, труд и социјална политика, земјоделство, економија и бизнис. Малтене костурот на цела една држава е ставен под знак прашалник заради неефикасност на институциите и нереализирање на овие стратегии. Значи, хартијата трпи се, може се да се напише, но ако на дело не се спроведе, тогаш не треба да постојат ниту тие документи на крајот на краиштата. Инаку, претходно и моите колеги го спомнуваа и извештајот од State Department-от, најлошиот досега извештај од State Department-от, кажа во кои области е забележано лошо управување, корупција и дека сушност граѓаните нема систем на заштита во било кое поле на граѓаните, дека има корупција и лоши услови во затворите, насилство помеѓу затворениците, несоодветна здравствена заштита и лоши услови за живот, особено во Идризово. И една реченица ми привлече внимание, дека нема извештаи за политички затвореници или притвореници. Вие, кои што сте на власт последниве 6 години, го спроведовте најголемиот политички прогон за да спроведете одредени политички процеси за кои што вие немавте капацитети за да ги изведете. И замислете, вие како власт кои што им давате селектирани информации и извештаи на релевантните институции, значи давате фингирани извештаи за реалните состојби, не знаат овие институции, имате најлош извештај од State Department. Замислете да знае реалната ситуација во институциите и во државата што ни се случува, каков извештај ќе добиевте како држава. Во делот на, сметам дека за корупцијата во секоја област што ја зборувам, не се детектирани бројни слабости. Како што кажавме и претходно, дека 80% од граѓаните сметаат дека имаме корумпирани јавни набавки и дека политичарите ги трошат јавните пари за лични интереси, и тоа е тренд кој мора да се сопре и конечно некој да поднесе одговорност. Претходно слушнав една реченица од некој пратеник или пратеничка од власта, дека има елитизам кај политичарите, дека политичарите важат за богати луѓе, а за сметка на тоа осиромашуваат граѓаните. Можам слободно да кажам од досегашното искуство во политиката, па и овдека во парламентот, не сите политичари. Оние што научија во текот на овие години да се пазарат, да манипулираат и да ги продаваат државните интереси, се збогатија, добиваат тендери и така натаму, а оние што се на страната на граѓаните не предоа на страната на елитата. Така да ќе ве молам попажливо со работите што овдека ги кажувате. За жал, собранието не престана да е трговски центар, каде што се случува киднапирање на пратеници, подплаќања и така натаму. Продолжува да биде најголем трговски центар. Дали ќе го смениме тој факт, зависи од секој од нас посебно. Секој за себе си води каква перцепција ствара кај граѓаните и видете, народот тоа го гледа и секогаш го дава одговорот на избори. Благодарам.